Во петокот стигнаа денеска го поминаа првиот собраниски филтер. Со тенко мнозинство и покрај бурните реакции, собранието експресно ги помина во прва фаза 8 од 9 предлог закони врзани за изградба на коридорите 8 и 10D. Власта опстои на планот и покрај бурните реакции во јавноста дека проектот со Бехтел и ЕНК носи повеќе проблем отколку бенефит за државата. На ова предупреди опозицијската ВМРО-ДПМН, која уште во самиот старт ја напушти седницата со барање за широка дебата и најава за суштински амандмани. Ние како пратеничка група повикуваме и апелираме да овие закони да се повлечат, да се организира јавна расправа на која што сите засегнати страни пред се експертската јавност ќе даде своje мислење и аргументи и врз основа на тоа владата ќе направи заклучоци според кои ќе делува во иднина. Власта не ја предомисли ниту фактот дека и во владината коалиција има представници кои се против предлогот. 5 мина представници на помалите коалициони партнери гласаа против или воздржано. Не сметам дека некој, било кој, треба толку многу да биде привилегиран заради тоа што ќе прави некој инфраструктурен проект кој што е во интерес на граѓаните. Затоа сметам дека најмалку што може да направиме е овие закони да бидат повлечени. Сепак не беа слушнати барањата и предлозите се силат на комисиска расправа. Од власта се правда дека ниту бегаат, ниту пак некогаш бегале од дебата. Ниту бегаме од дебата, ниту сакаме нешто на брзина да биде донесено. Само ги гледаме проблемите кои што се случуваат на терен, имајќи ги во предвид претходните инфраструктурни објекти кои што се градат низ државата. Широка дебата како што доликува за ваков голем проект побара и шефот на државата. Пендаровски својот конечен став ќе го кажа кога ќе ја види крајната верзија на законите, но вели дека нема да даде виза ако решението е штетно за интересите на граѓаните. Битно е председателот го гледа на крајот конечниот закон, конечната верзија на законите и само тоа зависи. А ако ги повредуваат правата на граѓаните, ако завлегуваат во правата на трети лица и така натаму, се разбира дека барем дел од тие закони нема да помине, но да ги видиме во конечна верзија. Да не се носат законите по скратена постапка побараја и антикорупционерите кои предупредија дека се уриваат постулатите на правната држава. Според антикорупцијска, имплементацијата може да создаде дополнителни проблеми. Во втора фаза одат измените на законите за експроприација, земјоделски земјишта, урбанистичко планирање, минерални суровини, шуми, работни односи, градење и номинирање стратешки партнер за реализација на коридорите 8 и 10D, со што на изведувачот му се даваат огромни привилегии. Ако се усвојат измените, Бехтел и ЕНК ќе бидат ослободени од ДДВ, нема да плаќаат акциза за гориво и данок на моторни возила. Државата пак ќе плаќа за експроприација по пазарни цени, дури и за нелегални објекти. Законот за работни односи предвидува озаконување на прековремената работа подолго од 8 часа во текот на една недела во период од 3 месеци кога станува збор за работи од национален и стратешки интерес за државата.